Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Деновиве размислував на една тема како многу пати во животот со добри намери правиме погрешни работи. Се разбира, погрешни можеме да ги толкуваме на различни начини, меѓутоа правиме работи кои што некако сме процениле дека ќе бидат добри за другите. Сме мислеле дека правиме најдобро што знаеме, меѓутоа понекогаш тоа од другата страна не било така протолкувано и можеби довело до некои замерки, конфликти или до реакции од нам блиски луѓе. Сме се чувствувале непријатно едните или другите, а нашата намера била најдобра. Ова е важно да се поразговара, затоа што најпрвен треба да си признаеме себе си, дека и ние понекогаш гледаме преку нашата призма, преку тоа што ние мислиме дека е добро за другиот, за другите, а потоа да можеме тоа да го препознаеме кога го прават и другите за нас, за да можеме полесно да се разбереме и да не влегуваме во конфликтни ситуации, особено со блиските луѓе. Затоа што кога зборуваме за блиски луѓе, најчесто и со нив се чувствуваме послободно, попуштено и понекогаш си дозволуваме и повеќе отколку што на некој му е пријатно во таа ситуација, или пак ние потоа се чувствуваме непријатно поради тоа што сме го направиле, па ни треба време да се носиме со тоа или да разговараме со некого или да разговараме со личноста со која сме го направиле. Во име на подобра комуникација и подобро разбирање ќе разгледаме различни начини на кои што можеме да погрешиме со најдобри намери, а се разбира дека и ги има и многу повеќе. Слободно додадете ги вие вашите, оние во кои што ќе се препознаете себе си или вашите блиски. Најпрвен ќе почнам со така наречената бела лага, односно тогаш кога лажеме со цел да заштитиме некого и сметаме дека ако го излажеме за некоја ситница, нема да му предизвикаме дополнителни стресови, нервози. Мислам, нели, на секојдневни ситни работи, на тоа кога родителите ги напрашаат дали нешто сме направили, ние ќе речеме да, секако, или кога не сакаме нешто да кажеме за себе си, па на брзина ќе излажеме дека ние никогаш не сме го направили, тоа не сме се нашле во таква ситуација, за да ги заштитиме другите и себе си, односно да не мораме потоа да објаснуваме, раскажуваме, прераскажуваме, или знаеме, или сме убедени дека знаеме какви очекувања имаат другите од нас, како ни гледаат, па ако бидеме докрај искрени, можеби ќе нарушиме сликата која што тие имаат за нас и на тој начин можеби нема да не прифатат, да не поддржат. И како најчеста и најимпулсивна секојдневна бела лага, која ќе не прашаат како се чувствуваш, ние велиме добро, независно како и да се чувствуваме. И сето тоа си има некаква функција, некаква улога, не штити нас и другите, меѓутоа останува фактот дека помалку или повеќе сите се користиме со вакви некакви лаги или бели лаги од различни причини. Да се заштитиме себе си, да ги заштитиме другите, односно кога ги штитиме другите, се штитиме и себе си, да не влегуваме во непотребни според нас дискусии, објаснувања или пак конфликти. Следен начин кој што е многу близок до тоа е кога премолчуваме. И тоа кога сме прашани, кога не сме прашани, нормално ако сме прашани и ако премолчиме, тоа на еден начин ќе даде потврда за тоа што го мислиме, меѓутоа кога премолчуваме работи кои што не мора да ги знаат нашите блиски луѓе, затоа што на тој начин, пак ќе кажам, или ги штитиме, ги оставаме да мислат што сакаат, да живеат во својата илузија за нас, затоа што можеби од претходни искуства кога сме се обиделе нешто да им кажеме, не сме најшле на разбирање, не сме најшле на неодобрување или на конфликт, и за да го избегнеме сето тоа, само едноставно премолчуваме, и тоа најчесто го правиме во адолесценцијата, кога нели премолчуваме разни случувања, разни наши одлуки, избори, нешто што ни се случува во љубовниот живот или во оној дел што би требало да биде забава, меѓутоа можеби нема да наидеме на разбирање од блиските, родителите, и се со цел да се заштитиме себе си или другиот, а понекогаш премолчуваме кога на другите им дозволуваме да направат нешто кое што директно или индиректно ќе влијае на нас, а ние не сакаме. Не се чувствуваме убаво, меѓутоа, за да не ги повредиме,
премолчуваме. Премолчуваме за да не ги повредиме оние кои што можеби не повредуваат, или да не ги навредиме оние кои што не навредуваат, или не мора да се работи ни за повреда ни за навреда, туку едноставно кои што влегуваат премногу во нашиот простор, во нашето време, кои не преплавуваат со некоја своја приказна, имаат некој очекување кој ние не сакаме да го завршиме, меѓутоа го завршуваме за да не ги навредиме, повредиме, затоа што не се драги, и тоа не значи да не правиме компромиси во животот и дека нема да ни се случи. Меѓутоа, ако постојано на исти луѓе им дозволуваме исти работи, ако постојано ние се повлекуваме за нив да им оставиме повеќе простор, и ако им дозволуваме и да не навредуваат на начин што ќе не лажат и ќе ни премолчуваат, и ќе ни се мешаат во животот и ќе ни го менуваат распоредот на денот. Тука имаме ние проблем со своите здрави граници, со незнаењето да кажеме не, со незнаењето да си се заштитиме и вреднуваме себе си, да си се поставиме на прво место, а потоа сите други, што од една страна, многу пати сум кажала, може да звучи себично, меѓутоа не е, затоа што сите ние поединечно треба да бидеме здрави, среќни, задоволни, исполнети, за на тој начин да може да им служиме на другите, да бидеме со другите, да уживаме, да им посветиме време и се што можеме, а доколку ние сме несреќни, тажни, се потиснуваме себе си постојано и се собираме во себе и во својот простор и време, тогаш нема да бидеме добри нити за другите, односно нема да можеме да им се посветиме, или во најмала рака нема да не знаат кои сме, така што ќе имаат за пријател некој кој што ние го играме, а нема да не познаваат нас какви сме во суштина. Освен овие три работи кои што ги набројав, значи лажам, премолчувам и ти дозволувам, има и работи кои што ги правиме во обратна насока, односно се мешаме во животите на другите луѓе, или ги советуваме другите, или дозволуваме тие да не советуваат, и многу често се чувствуваме непријатно. Не знаеме што да не правиме со тој нивни совет, затоа што не сме го барале. А исто така се чувствуваат и они луѓе на кои што ние им даваме совети од нашите искуства, се разбира со најдобра намера, меѓутоа да не забораваме, сите луѓе си имаат своји искуства, своји ситуации, своји уверувања, своја перцепција на гледање на нештата, така што дури да се со најдобра намера нашите совети не можат секогаш да помогнат некому, а особено ако тој некој или ние во улогата на некој не сме ги побарале. Блиско до советувањето е кога на луѓето им објаснуваме и ги убедуваме за тоа што е најдобро за нив, што треба да направат, од што треба да се откажат, што треба да се завршат, што треба да почнат. Се разбира, пак велам, тоа е двострано, тоа ни се блиски луѓе кои што ни го дозволуваат тоа, затоа што се во таква позиција или затоа што не знаат поинаку, не можат и едноставно се повлекуваат, и тука ние наоѓаме простор да објаснуваме, да наоѓаме решенија за животите на другите луѓе. И за жал, често, кога даваме совети, наоѓаме решенија, им кажуваме на другите што треба да направат, како да си го живеат животот, што да променат, после известно време може да дојдеме дури во ситуација во која што ќе ги провериме дали го направиле тоа што сме им кажале, сме им дале насоки, и доколку не е така, може и да им се налутиме и дури и ние да се чувствуваме повредени, затоа што не ги примениле нашите совети. Тоа може да се случи нели во двете насоки, тоа може да се случи нас, меѓутоа може да го правиме и ние. Секогаш е полесно да го препознаеме кај себе, да видиме дека и ние тоа понекогаш го правиме, за потоа полесно да го препознаеме и кај другите, но и да го разбереме, затоа што на сите ни се случува, и од сите тие искуства во која ние сме влегувале во улога на советник, во улога на некој кој носи решенија, во улога на некој кој поставува правила во туѓи животи, дека тоа најчесто не води кон ништо добро. Многу често тие луѓе може да ни пружат отпор, да влеземе во конфликтни ситуации, да ги изгубиме понекогаш како пријатели. Токму поради тоа, барем јас, се надевам и вие сте научиле низ животот дека совети, решенија, помош се дава само на оние луѓе кои тоа ќе го побараат од нас,
и нормално без очекувања и наметнување дека мора тоа да го применат или тоа мора да биде така и никако поинаку. Ние можеме да си го кажеме својот став, своето мислење, се разбира доколку сме прашани, може да споделиме и нешто од искуство, може да понудиме и некое можно решение, доколку имаме дозвола за тоа. Меѓутоа, не треба да имаме очекување дека тоа е најдоброто можно, особено кога се работи за друга личност. На тој начин само се мешаме во туѓите животи, ги живееме туѓите животи, се разбира се оддалечуваме од себе, не го живееме собствениот живот и најверојатно избегнуваме да решиме некои своји проблеми, но за тоа имам зборувано во некои претходни видеа. И ако резимираме на крајот, ние можеме да се најдеме во улога и на едните и на другите, односно и на оние кои што не бараат совета се советувани, на оние кои што не бараат помош им е понудена помош, и на оние кои некому некогаш кажале како треба си го живеат животот, но и на оние на кои им кажувале. Улогите се менуваат во различни односи со различни луѓе, имаме најразлични реакции, секогаш тоа со најдобри намери, може да погрешиме, се разбира, луѓе сме и да учиме од своите грешки. Но најбитно е тоа најпрви да го препознаеме кај себе си, за да може да го препознаеме кај другите, да го прифатиме дека било тоа така, да научиме нешто од тоа искуство и на тој начин, нели, полесно да прифатиме дека и другите луѓе го прават тоа затоа што, нели, човечки е, иако ги освестиме тие работи, да ги правиме колку што може помалку, односно да бидеме колку што е можно поискрени, поотворени, поконкретни, во исто време да воспоставиме некој баланс, да си го знаеме местото, да бидеме добри пријатели и во улогата на роднини, пријатели и членови на семејството, да бидеме тука за помош и поддршка, меѓутоа да не влегуваме во животите на луѓето, да не ги притискаме, да не ги давиме, затоа што така само ќе ни бегаат. Исто така да не го дозволуваме тоа и на другите, односно да знаеме да кажеме да, не, може, до овде, ова го дозволувам, ова не го дозволувам, ова го сакам, ова не го сакам, најасертивно, најчовечки, без било кој да ни се лути. Или јас донесов таква одлука, тоа е мој избор, мој пат, без да ги повредим или навредиме лично другите, со свесност дека тоа го прават со најдобра намера, колку што можеме тоа подобро да го скомуницираме, ако сепак ни замарат, ни се налутат, тоа е нивно и ние тука ништо не можеме. Се што можеме е да работиме со себе и да се опитаме да бидеме подобри луѓе, за да градиме подобри односи и поретко да правиме добри работи со добри намери, кои што се вистински правилни добри за нас, според нашата перцепција, а за другите нема да знаеме, освен ако не ни кажат и освен кога ќе ни кажат, ако сакаме да ги чуеме. Ви благодарам за вниманието, се гледаме во некој друго видео. Се надевам дека ова некому ќе му послужи. Јас само гласно размислувам, се разбира, вие имате своји мислења, споделете ги ако сакате во коментарите, споделете го и ова видео, ставете лайк, subscribe, односно приклучете се на каналот и со некоја нова тема се гледаме во некое друго видео. До тогаш ве оставам добро здравје, добро расположение и со добри намери.